Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш на сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од ова утринско издание, значи како и секое утро си имаме втор дел во кој што во живо разговараме со наши гости, кои по многу што интересно се интересни и занимливи да ги видиме во нашето студио и да ги снимиме со нашата камера. Така да и примерот е таков и денеска. Имаме една интересна гостинка која би сакала да ви ја представам и да ја запознаете. А во прашање е госпоѓа Верица Петровска. Добро утро. Добро утро и на вас. Благодарам што ме поканивте. Пријатно сум изненадена што сум овде во вашата куќа и убаво е да се запознае некој поет кој не е често гостувал овде. Јас сум Петровска Верица. Инаку сум машински инженер по професија, а поезијата ми е додатно дел или една втора љубов. Втора љубов. Да, втора љубов која ме потикнува за пишување. Така. Госпоѓа Верица кажа нешто на кратко за неа во нејзиното представување, но еве јас ќе се надовржам само на тоа. Значи машински инженер, 26 години работно искуство како инженер, после која излегувате таа работа, нели? Постојат милион разлози, да кажеме, како завршија нашите фирми, така да и вие. Од друга страна сте сопруга и мајка на 2 полнолетни сина. Значи, вашиот живот е таков каков што е, нели? Професија, работа, сопруга, мајка. Точно. Од друга страна, љубов према пишаниот збор. Почетоците на пишувањето од кога ви датираат? Велат, секоја љубов што се однесува посебно до уметноста, си има своја историја. Значи, љубовта се јавува од детските денови, уште од малечки, кога сме па се случуваат некои работи кај нас, но не мора ни да значи. Јас што сум имала контакти со луѓе со кои што се занимаваат со пишан збор, некои пишуваат дури во пензионерските денови, некои пишуваат во текот на работниот век се пронаоѓаат. Така да, креативноста кај луѓето излегува кога таа ќе посака, нели? Точно. Која е вашата приказна? Мојата приказна не би ја нарекла како приказна, тоа е еден дел каде што чувствував секогаш кога имав појаки чувства од средношколските денови, поред она професија на машинство, која толку обожавам и беше една од првите љубови, што не е чудно или чудно е за јавноста да се склопат тие две позиции меѓу професијата и хобито кое го нареков поезија, не е хоби, голема љубов. Значи јас почнав во студентските денови, од средношколските, во 3-4 година, али не објавувани песни, и во Машинец, пошто студирав во Ниш, во Машинец беа издадени исклучиво на македонски песни. Машинец тоа е часопис. Часопис при факултетот на машинство во Ниш. Така. Значи таму прво беа издадени моите песни, бар 2-3 од кои се сеќавам, Елегија за тебе, на македонски и сите по ходниците ги читаа на македонски, такви како што се напишани. Так. Јас истовремено тогаш бев председател или секретар-председател на првата година, што значи беше чудно една македонка да биде председател на првата година и истовремено да излезат песни на македонски. Што беше малку професионално чудно од оваа гледна точка, али тога живеевме во тоа време да секој си твори на твој начин. Не беше толку вообичаено. Си го искажува оно што го мисли на свој начин. Така. Дори во слободните времења на паузите измеѓу часовите ги учев македонски. Ми веле, ајде излези на табла и напиши речник на некои зборови кои се општо познати. И така и го користев и тој дел за ова. После тоа, кога се вработив, нема време многу за инспирација за пишување, се посветив на професијата, на мајчинството, каде што сакав да бидам безпрекорна мајка, сакав да бидам услужна, сервилна, секогаш во секое време на работа, да се докажеш како стручен
работник ипак бара многу работа, во почеток не е секогаш лесно, мораш да учиш работи кои нема од кого да го научиш. Кои се учат само со искуство и со пракса. Јас работев во керамичка индустрија КИК, каде условите во почетокот беа потешки, додека се снајдеш, додека разбереш, сето оно што го имаш стекнато и научено, треба да го финализираш преку тоа да те почитуваат оние кои работат околу тебе. А тоа е најтешок вид и нема простор за пишување. Едноставно многу читав, јас филозофија, Јунг, Фраум, ја анализирав, читав и тоа ми беше сосема доволно. Негде околу 2004 година јас се зачленив, пишував некои на салфетки песни, па ги ги запишував оние моменти кога ми се јаваат јаки чувства, кои се такви какви се. Ако не ги запишеш тогаш, може да бидат променливи и невистински, ако се запишат по втор пат. И затоа само ги пренесував исклучиво тогаш кога ќе ми се појават. Еднаш решив, ајде да видам што пишува Обденица, клубот на Обденица во Куманово, при ова жена организација на жени, да, Нада Михайлова, и таму се моите први зачетоци буквално со книга во групни зборници, каде што прв пат пријатно се чувствував таму. Тоа е гнездото каде што почнав, без некоја обврска на пишување како голем поет, или сите ми велиме сме поети и тоа големи поети, јас не имав таква мисла, мислев само да се дружам, каде што ќе ги искажувам своите чувства преку песна и тоа ми беше доволно. Тоа беше од 2004, каде што истовремено, во тој временски интервал, јас се зачленив од Друштво на писатели на Куманово, каде што беше Драган председател, ама немаше толку активности во тој момент и затоа работев на двете места. Мисломете, творев истите песни, ги читавме и таму, така. Така. Добро. Учесник на клуб Обденица е сега со своји песни во заеднички проект издавање на 3 поетски творби од група автори. Да. Е сега, што значи, затоа ќе зборуваме малку покасно, дали е предизвик во секој случај личен проект кога се има? А што значи заеднички проект? Пошто сум јас по природа таков широк човек, не потенцирав нешто на својствено, самостално. Мислев дека пред се имав студенти кои треба да се школуваат и не мислев на собствени проекти како самостална мајка да се докажувам сега ете како поет. Мислев дека заедничко со групно творење и групните алманаси повеќе ќе значат за кумановската публика и за кумановската јавност. Ќе дадеме се од себе, ќе не запознае народот, а истовремено не мора поединачно да се трошиме финансиски. Поезијата за да се издаде мора да се бара финансиска материјална помош, а не сум човек кој бара помош. Значи, групните проекти ми беа пред се и над се. Тогаш, во тоа време, размислував така и работев. Значи, 4 години, каде што учествував во 3 обденици, во 2006, 2007, 2008 и бев задоволна. Но една се појави една нит, потоа малце поголема иницијатива во сите меѓу нас помладите. Така. Решивме, ајде да формираме, Едноставно се одлучи така, полето се во Кумановското милјена книжевност се створи едно клима каде што ајде младите поети да се здружат. Јас паѓам во средната генерација на поети, не сакам да кажам меѓу млади и постари, не се велам постари, него едноставно средна генерација која заслужува да ги потикне и младите, али и да им помогне на повозрастните. Ајде така да кажам. Се мотивиравме да формираме, да го
вклучиме повторно, да го обновиме, возобновиме Друштвото на писатели, каде што бе во иницијативниот одбор во 2008, 28.2. и формиравме ново здружение, Друштво на писатели на Куманова. Добро. Таму работевме, формиравме статут по наша волја, по наша желба. Учествувавме сите, каде што и дадовме максимум од себе. Во почетокот поставивме повозрастни луѓе на чело, затоа што мислевме дека од почит према нив треба да тие дадоа нешто повеќе од нас и мислам дека треба да бидат тие заслужни. Така избравме преседател и секретар кои се повозрастни. Покасно, заради староста, секретарот се повлече, каде што оформиме допуна и јас станав подпредседател на тоа здружение, каде до 2010 немаше издадено никаков заеднички зборник. Имавме многу читања, многу представување по училишта, конкурси 2 пати годишно, книжевни конкурси, каде што училиштето учествува. Имаше по 120 творби, каде што ќе се јават од средношколци или од основци. Ние ги разгледувавме, секога скоро бев во тие комисии кои се разгледува, не се жалев себе си, пишував и финансиски извештаи, пишував проекти. Еден од тие такви проекти беше и Кокинските мугри, каде не помогна локалната самоуправа, прифати, али меѓутоа немавме уште издадено групен зборник. На ова поле, книжевно, ако не постои, значи позади секое здружение, ако не постои некој доказни материјал, како еден зборник, тоа здружение паѓа во вода, не се види, не се гледа неговата работа. Под зборник се подразбира се она што го работи здруженијето, значи сите можни пишани творби, така? Да. Проза, поезија, расказ, се она што ние што се ќе добие нарекувавме здруженијето. Друштво на писатели на поети. Друштво на поети повеќе Добро, бевме. добро. Не бевме прозаисти, повеќе бевме поети. Значи, првиот зборник бевме околу 13-14 така поети, а првиот зборник ми е драго што ми доделија таа улога да бидам прв уредник и уредник на првиот алманак Поетски чекорење, каде што им благодарам и се заблагодарам на уметникот, сликар Драган Колевен, каде ни дозволи Да го покажеме малку само. ми ја додели книгата, да, ми ја додели сликата, ми ја дозволи да ја илустрирам, да ја сечам, да ја парчосувам. И така издвоив писмо на ангелите, ја издвоив сликата, ги сечав ангелите острана и така и корицата беше моја иницијатива, индиректна. Кажете ми, што е она прво што ви е објавено? Прво се самостално или групно? Како сакате? Ако сакате, Прво бидејќи групно се започнале, да, ова е групна објава. Добро. Тоа се 3 обденици, каде што се почна со обденица 3-4. Добро. Па потоа тоа заврши, значи 4 години таму. Од 2008 значи работиме во Друштво на писатели со поетски чекорења, каде што има издадено во кој учествува во 3 поетски алманаки, меѓу кои бев прв организатор и уредник на овој алманак, прв алманак. Добро. Јас би сакала тука некаде малку да го прекинеме разговорот и да ни прочитате нешто. Во ред. Сепак ова емисија на убав пишан збор и ние можеме да си разговараме, но сепак многу побаво е да слушнеме нешто. Нешто што потикнува од вашето перо. Да, така е најдобро. Така е најдобро. Ајде да видиме што би прочитала од Ако. Од првиот поетски алманак во кој го издвоите. Да. Ако тоа е љубовна песна и затоа и така одбрав. Првиот мој начин на пишување беше да ја изразам љубовта, сите силни чувства кои се јавуваа во моментот, дали е тоа љубов, тага,
брижност за своите близки, едноставно поривот и окружувањето околу себе, да го прекажам, да го насликам она чувство за кое мислев дека треба да го искажам. Затоа една таква песна е и ова, меѓу која е љубовна. Да. Ако, но јас те чекам во спорното време, јас лузна во твојот сон и чекам река од тага да ми го донесе твојот насмев оваа вечер. Твоите раце милни, како вино од светиот пехар. Јас, љубов на твоите мисли, јас, мисла на твоите зборови, ја зборувам песната за твоите раце. Јас, надежта на твојот лик, немо гордо сама со својата гордост и чекам да одлета минатото, да израснам од твојот немир, како цвет од сина месечина, што го љубам со песна за твоите раце. Јас чекам река од таги да ми го донесе твојот насмев оваа вечер и твоите црни очи, јас глас на твојата гордост. Тоа е една песна која е моментална така напишана, сигурно така сум се чувствувала и така ја напишана. Так. После една ваква убава рецитација, јас би сакала да направиме музичка пауза, после која се враќаме повторно во студиото. Zamisleno što odiš taka prostom nažaleno, moriš zadumano. Simone, primene, kaži se na konja. Eden baca, eden život za ljubov voleva. Elaj Simone, primene, kaži se na konja. Ne krivi da sve si kudja i nebo postela. Plisni taja voda niz drug pregonja, taja voda studena. Simone, primene, kaži se na konja. Eden baca, eden život za ljubov voleva. Elaj Simone, primene,
Мојата гостинка денеска е Верица Петровска, поетеса. Нешто што велат креативноста кај луѓето ја има во повеќе облици. Кај некого преку музика, кај некого со пишан збор, кај некои уметници тоа оди со боите, но јас сепак велам, а секоја креативност си има своја убавина, си наоѓа пат. На кој начин ќе ја изразиме, ќе излезе од нас. Но сепак мислам дека еден од најтешките начини е чувството, она што го чувствувате, да го преточите во збор. Мислам, осве што е тешко, од друга страна е многу голема уметност. Нели? А многу е тешко самото чувство, сето она кое што го чувствувате, да го склопите во два реда, да кажеме. Нели? Не е едноставно, бидејќи дали може да се пренесе всушност чувството во убавиот збор. Во два реда, три реда, нека се. Луѓето велат ние сме поети, или писатели, или книжевници, или автори. Јас велам, јас сум само некој сликар на времето кое ме обкружува, на моментот кој го чувствувам и само тогаш, кога ќе осеќам, чувствувам големо чувство, бескрено, неповторливо, и јас го ставам празен лист, земам и само тогаш пишувам. Не пишувам со намера, еве денеска ќе пишувам. Значи многу постојат и такви поети кои пишуваат денеска ќе пишувам, али тогаш чувствата не се јаки, не се мощни, не допираат до публиката. Вака до широката јавност и широките маси не ги чувствуваат. Затоа моите песни се чувствувани, jer секој ги доживува и се наоѓа во нив. Да. Значи, тоа се од моите, првите 3 книги кои ги имам самостално објавени, се моите изворски, автобиографски, една трилогија за мојот живот. Бар така изразено, поетски кажано, пишаниот збор допринесува она што не можеш да го кажеш на секаде. Затоа остави го напишан, негувај го македонскиот јазик преку пишаниот збор и чувствата кои ги чувствуваш внатре, насликај го, биди сликар на чувствата, на внатрешноста, на душата, и тогаш си сигурен дека тоа што си го напишал е добро. Така. Истата година кога го издавате Алманах, го издавате и вашето дело. Ова е лична ваша творба. Да. Амфора на љубовта. Да. Ајде да чуеме нешто од тука. Амфора на љубовта е книга, така, која е стихозбирка, која е исклучиво наменета за љубовта. Јас точно бев сликар на внатрешноста, на душата, на умот, на љубовта што врие во сите нас, на сите притаени чувства, на сите сеќавања, на самостојноста, на достоинственоста, на пријателството, на хуманоста, на човечката хуманост. И затоа сите тие чувства се прикажани како слики во кои јас ги издвои во 5 чина или 5 дела, како би го рекла: јазик, пријателство, судбина, љубов еден и така. Нешто би ви прочитала, меѓу кои првата песна што ја така јавно прикажувам или читам е Вечерва. Вечерва метеорите ја пееа својата химна на небото, додека гореше земјата. Вечерва јас останувам сама да правам песочни пирамиди, да го слушам созревањето на птиците, додека катиците праваат катакомба под моите нозе. Вечерва го напуштам, можеби за секогаш боиштето, за да одам во црвенилото на сонцето, а оставам запалени стогови на своето разрушено срце. Тоа е еден момент на тага, еден момент на чувство на неостварлива љубов, и си напишал песна, меѓу првите песни е сигурно и тоа. Така.
А дали може само, колку што може да видам, пишуваше вечерас. Да, тие се истовремено преведени на српски, српско-хрватски јазик. Значи имате и на српски јазик и на македонски, така? Да. Добро. А дали се во истата книга, на едната страна е на српски, на една на македонски, така? Да, едно 10 песни се издвоени, кои се исто препеани на српски, претhodно се на македонски испеани, а потоа се препеани на српски јазик. Тоа ми беше една идеја која сакав да ја споделам, пошто и пишував и на српски, така да не бидат само српските песни, него истовремено српските ги преведував на македонски, а македонските на српски. Добро. Многу значи кога веќе нешто ќе се работи и кога ќе се биде награден, нели? Сепак признанието е не дека се работи за признание, но многу е убаво кога ќе бидеш награден за трудот во кој што се вложи. Ајде да ги покажеме, тука имаме некои признанија, некои благодарници. Се надевам дека колегата ќе може да ги забележи. Да ги прокоментираме, госпоđа Верица. Ова е првото. Вознес 2014 за... Тоа е најсвежите дипломи кои ги добив. Најавангардна македонска поезија. За Македонико, тоа е за четвртата самостојна збирка. Јас од крајот почнав, но нема... Да, тоа не значи ништо. Да. Значи, учествува на конкурсот, каде што беа конкурс на кој се пријавив за стихозбирка Срцето зборува и како објавена книга, се конкурира исто со необјавена книга Црно-црвено и Црвено и бело, кое што ја објави во 2015-та, а за неја добив како најавангардна книга. Значи, за необјавена книга добив диплома. За објавената книга Срцето зборува, која е трета поред, добив прво место и за песна До сите мајки добив втора награда. Ова е Срцето зборува. Од клуб на слависти од Битола. Значи на 6 декември 2014. Добро. Она што е интересно, што јас го забележав, е електронскиот запис, како беше на, еве го, на зборникот, така е? Да. Значи, Симбиоза на планетата, тоа е прв електронски зборник, кој што е навистина како идеја, многу интересен, а дури и како потик би можел да биде за другите здруженија, бидејќи ова е навистина една многу убава работа, со оглед на тоа што се е некако поврзано со електрониката. Сите сме некако повеќе пред компјутерот одошто пред книгата, што е навистина голема мана, но велат кој си чита, пак си има книга во рака, пак си чита, но сепак би било убаво кога се има и електронски записи еден вако. Точно. Заради тоа што едноставно кога ќе завршиш со некои своји мисли и го заокружиш твоето творештво во друштво на писатели, очекуваш дека можеш да дадеш повеќе и идејното решение за ново здружение Подмладено, каде што го формиравме во третиот месец 2014, од млади 16 поети, од кои 30 студенти, 2 беа средношколци, 3 без работа, 4 така да бевме од сите калибри, али со помлада генерација. Со една цел. Со една цел да издаваме, да потикнеме на ова книжевно поле на Куманова, да кажам, се појави трето здружение као клуб на книжевни творци Симбиоза, кој настојуваше само ако покаже дека постои зборник, тога ќе се покаже и дека постои тоа здружение. Ние се договоривме, каде што иницијатор бев јас, да распишеме меѓународен Facebook фестивал, каде што ќе се пријават сите оние кои очекуваат да се најдат во нашите страници на електронскиот зборник, и имавме голем одзив. Имавме 59 учесника
од 14 земји, меѓу кои можам да ги набројам Австрија, Канада, Америка, САД, да, Франција, Словенија, Хрватска, Србија, тие се блиски обкружување, да, и Бугарија ја заборавив. Значи, 14 учесника надворешни, затоа велам и меѓународен, направивме еден конкурс кој траеше месец и пол, од кој произлезе електронскиот зборник, кој го насловивме, иницијатор бев јас, симбиоза на, како преседател на клубот на книжевни творци, а истовремено имав и уредници. Добро. Тоа е прв електронски зборник кој напорно беше да се работи 3,5 месеци, да се собират песни, да се класифицират, да се складират, да се стават во електронска форма и јас се гордеам со тоа што не е само во Куманово како прв електронски зборник, тоа е прв електронски зборник, меѓународен електронски зборник, издаден во Македонија. Сакав да ги потикнам, го посветив овој електронски зборник, го посветив на моето Куманово, на неговото ослободување, на животното живење на слободен кумановец, на духовно слободен кумановец. Зборувам за, јас така се секогаш чувствувам, бошто моето Куманово си е Куманово. Го обожавам и мислам дека треба да се пред секој да си го потенцира својот град, независно каде се наоѓаме. И треба да го знаат тоа дека потекнува. Тоа ме инспирира на денот на 11 ноември да го промовираме и да го подариме на овој град. Тоа е убаво замисло и убаво тоа е групен зборник, сепак е тоа многу голема работа да се сработи. Да. Тоа е електронски, страниците се така со плава нијанса, тоа е електронска книга, каде што имаат меурчиња, каде по целите страници фигурираат. Прекрасен еден проект кој е многу напорен и многу напорен. Али се гордееме со тоа, што не значи дека ќе застанеме. Сега ќе одиме на пишан збор, пошто пишаниот зборник е поевтин. Така. Добро, немаме уште многу време, но тука пред крај би сакала да споменам нешто и повторно да се навратиме. Рековте, четврта самостојна литературна збирка на поезија со нов, мој и измислен стил, кој го нареков Македонику, затоа си дозволив да кажам, кога јапонците имаат свој стил наречен хаику, зошто македонците да немаат свој краток начин на пишаното изразување со јака порака, со морбидно име црно-црвено и бело, со доста изразени запазување, филозофски размислувања и прикажувања за општо добро на човекот. Првин, хаику. Што значи хаику? Да појасниме на гледачите. Хаику потекнува краток стил на изразување, напишување. Тоа јапонците го потекнува од Јапонија, каде што тие имаат песна или запазување прикажано преку писмена форма со 17 слога, од кои во првиот стик има 5, во вториот 7, во третиот има 5. Што значи вкупно 17 слога и тоа е целата песна. Пошто сум јас по природа темпераментен човек, кој не може да ги трпи рамките на границите, си дозволив луксус да предложам еден наш стил или еден мој измислен стил Македонику. Зошто јапонците да го имаат свој стил, кога ние сме малку народ кој не може да се држи до толку големи рамки, 5, 7, 5, дадов своја поширока форма и смислив и предложив, во самата книга ќе го видите, тоа напишано е, предложив тој концизен стил да има, значи, од 3 до 10 стиха, каде што само додадов да не се гледаат
слоговите, Така. значи слободно изразување, да оди и да секоја песна да искажува мудра порака и силно чувство, значи доживеано. Да искажува филозофско мислење и секогаш да дава некоја поучна мудра мисла. Така. Така и јас делував во 4-та самостојна збирка. Ајде да чуеме нешто. Нешто може да ви... Да. Отуѓување. Ти ја имаш светилката. Јас ја имам светлината. Зошто не ни е осветлен доволно патот? Зошто патот упорно ни бега? Тоа е една мисла, една порака која е јасна само за тие што ја разбираат. Да. Еве една друга, рожба. Со смирувачка точност на своето постоење, во раскошна љубовна бенигност, на две човечки тела се раѓа нова личност, нова рожба, само по 9 месеци. Тоа е за прекрасното чувство да бидеш мајка на некое чудно суштество. На некое младо, нежно. Така. Само заборавив дека оваа Македонику, 4-та книга, ја посветив на Македонија. Си дозволив една варијанта да ја прикаже Македонија во цветови преку сликата на нашиот познат сликар на цвеќиња Живко Поповски Цветин. И голема благодарност до него. И ја посветив книгата Македонику, ја посветив на мојата земја Македонија, Република Македонија. Тоа е она што го направив како 4-то свое самостално дело, во кое го нареков црно, црвено и бело. Одлично. Госпоđa Петровска, јас мислам дека на еден наш начин, на убав начин ве представивме на нашата публика. Се надевам дека допревме до оној дел кај сите нас, допревме до она креативното и она уметничкото со секој од нас го има. А доколку го разбира убавиот збор, доколку велат се најдете во некоја мисла, во некое чувство, значи веќе постои креативност во вас. Доколку умеете да препознаете, да кажеме, доколку умееме да препознаеме убава музика, умееме да препознаеме убаво пишан збор, значи се наоѓаме во некој момент на креативност со личноста која што го напишала тоа. Да, јас велам повторно, поет сум, но не сум поет од големи рамки да се наречем поет. Велам сликар, поточно така и велам, додека не напишам прозно дело, а се спремам. Сликар сум, jer секој може да пишува проза, мислам проза. Тоа се долги проширени реченици, каде што можеш да Да се изгубиш во мислата, да, мислам дека се губи. И креативноста да биде поголема. А во поезијата треба да најдеш тенок, Многу краток, јасен, конкретен. Смисол и начин за пишување. Тоа е една порака. Пишувајте сето она што го чувствувате, запишувајте го. Ер тие мисли се моментални. Само тогаш и само така може да бидат напишани. Се друго е верзија на првата верзија, а тоа не е добро и не се чувствува. Креативноста е или во себе, во душата, во внатрешноста, во мозокот. Тој треба секогаш да е позитивен и кога пишува негативни, тажни работи, секогаш треба од тоа да извлече позитивност. Така. Мојата денешна гостинка беше госпоđa Верица Петровска. Јас се надевам дека успеавме да ви го разубавиме денот, да ве потикнеме да пробудите креативноста во вас и да прочитате нешто, некој убав пишан збор во текот на денот, ако не повеќе да си оделите едно половина час, па и час, сат време, да се оделите за вас, да се посветите, да прочитате нешто убаво,
Во секој случај, како што госпоđа Петровска вели, а јас сум сликар, точно е. Кога читаме некој одредено дело, нели ние си замислуваме одредена слика. Си ја замислуваме таа просторија, тој уметник кој што го пишува, значи си правиме слика во главата, нели? А способноста на луѓето како госпоđа Петровска е да ни го пресликаат сето она што ние ќе си го направиме во својата глава, нели? А за крај да ни кажете уште нешто, дали ќе почитате нешто или Па вака. Човекот со својот живот или стапнува на голема сцена или не стапнува. Или го покажува тоа што го чувствува, или се негде сокрива позади некои луѓе, позади некои причини. И јас сум таков човек кој знае цврсто да стои со своите ставови, затоа си ја поставив четвртата самостојна збирка како еден мој животен настап кој сакам да го означам и останува забележен, онолку колку ќе се внесам во мојата улога со својата голема волја и желба, енергија и емоција од натрешноста на душата. А мислам дека го посетувам и дека ќе ја завршам овој проект поправилно преку трибини за да биде распространет овој стил на пишување. сигурно. Ние се надеваме дека ќе бидеме во можност да пропратиме дел од сето она што ве очекува во иднина, се разбира доколку бидеме известени на време и тоа да го пропратиме медиумски. Така ли? Сигурно. Промоцијата ќе биде во февруар месец, значи сигурно ќе бидете поканети. Ви благодарам однапред. А мојата денешна гостинка беше Верица Петровска. Ви благодарам што одвоивте време да ни гостувате денеска. Благодарам што бев поканета во ваква една емисија. Во секое време. Почитувани гледачи, тоа беше крајот на вториот дел од утринското издание Нов ден. Се надевам дека бевме доволно атрактивни да го задржиме вашето внимание до крајот на денешната емисија. Доколку е така, се гледаме утре повторно во исто време. До тогаш, имајте пријатен ден.